Ало, здраво, добар ден, пријатели, здраво. Јас сум Петар Нововски. Денес е 26 мај, 26 мај 2026 година, некаде поплатне. Јас огостнивам ова видео. Денес актуелно е повторно актуелен Блискиот Исток. Случување има повторно околу Иран. Повторно американската авиација изведе неколку напади. Денес не се од широк размер, туку се малку полокални, малку ограничени. Нападите се изведени врз местноста Бандер Абас во јужен Иран, јужна Персија. Според американците, нападите се извршени врз ракетните истрелувачи, врз оние батерии или како се викаат, според американците се погодени и малите бродови, оние кои што се употребувани при минирање на Ормускиот проток. Имаме една ограничена акција, но имаме повторно војни действија на Блискиот Исток околу Иран. Пред да се впуштиме во тоа да анализираме ситуацијата што се случува денес во Иран, какви се можните разврски, можниот расплет понатаму, потсетување за тоа доколку сакате да добивате виднина овакви видеа, кои што имаат содржина кој што нема во медиумите за масовна комуникација, телевизиите, радијата и така натаму, можете да се абонирате, да се претплатите за каналот, да направите subscribe, како што би добивале видеа бидејќи алгоритмот на YouTube е таков што не секогаш каналот и видеата ги дава во преден план. Да се вратиме на ситуацијата околу Иран. Изминативе денови, вчера и за викендот, имавме многу сигнали од Америка и од дека на повидок во блиските часови е можно потпишување на договор. Имавме исто така сигнали од пакистанска страна кои што се посредници во преговорите дека е можен пробив и дека е веќе постигнат некаков меморандум по кој што информација дека американската авиација извршила бомбардирање врз јужен Иран во местноста Бандер Абас. Тој е ограничен, не е со широки размери. Според американците погодени се неколку бункери, погодени се батерии за истрелување на ракети, но погодени се и од нивните оние брочијанта кои што тие ги имат со чија што помош тие го минираат Ормускиот проток. Американците го нарекоа овој удар одбранителен удар, при тоа очигледно сакајки да кажат дека тоа не е еден нападателен удар, туку е еден одбранителен удар и дека нема удар и не е потребно да има контраудари. Со тоа сакајки очигледно малку и да се заштитат за да не превземе иранската страна контраудари врз американските бродови кои што се наоѓаат во близина или повторно да изврши на базите, американските бази во Блискиот Исток. И вчера и денес имаше обраќање и Рубио, Марко Рубио, државниот секретар, кој што е некаде таму во регионот на посети. Што го кажа Рубио? Рубио кажа дека преговорите со Иран се неизбежни, дека мора да се преговара и дека според него во наредните денови ќе може да се изнајде решение. Очигледно Рубио беше оптимист, но исто така денес тој кажа и покрај нападите, покрај извршените атаки врз Иран, неопходно и понатаму да се разговара и понатаму да се со Иран за да се изнајде едно решение. Што се случува околу преговорите? Преговорите во моментот се одвиваат во Доха. Во Доха, во Катар, таму од иранска страна е висока делегација, Аракчи и Галибаф се таму. За преговорите, во преговорите се најавени пробиви и тоа најавено е пробив во барањата на иранска страна. Иран има замрзнати околу 100 милиарди долари во странски банки и Иран бара да се одмрзнат барем дел од тие активи. Понатаму Иран бара да се угинат сите санкции и ембарга против Иран, како Иран би се вратил во светската економија,
кое што би дало еден импулс на иранската економија во наредниот период да продолжи да се развива со поголеми, покрупни чекори, наместо како до сега да забавува развојот. Денес повторно имаше обраќање Трамп на неговата Truth Social медија, Truth Social социјална мрежа. Знаете, тој таму пишува, секогаш ги пишува неговите посланија. Имаше денес послание во кое што тој го повика Иран да склучи договор. Според него, клучното за Трамп е потпишување на договор за обогатениот ураниум кој што го поседува Иран. Според Трамп, Иран мора да прифати или тој ураниум да се донесе во Америка, или тој ураниум со посредници од Америка, Меѓународната агенција за атомска енергија, да биде уништен во Иран. Меѓутоа, тоа е основното барање на Трамп, да се униште, да се неутрализира тој обогатен ураниум кој што го поседуваат иранците. Денес тој исто така напише еден подолг текст, повторувајќи дека Иран мора да ги прифати условите. Потоа, тој напиша дека разговарал со лидерите на регионалните држави, лидерите на Саудитските, на Емиратите, на Дубај, Кувејт, Турција, Египет, Либан. И со сите тие држави тие инсистираат на потпишување на авраамските споразуми. Или авраамските спогодби. Што се авраамските спогодби? Авраамските спогодби се договарат многу одамна. Авраамските спогодби се наречени така, бидејќи и арабите, и евреите потекнуваат од Аврам. Знаете, да не раскажувам приказната, дека арабите се од жената која што била така ја Аврам, а пак евреите потекнуваат од Сара, од неговата жена и така. Така затоа од таму доаѓа името авраамски спогодби, но тие што авраамските спогодби предвидуваат? Тие предвидуваат државите од регионот да го признаат Израел, арапските, особено арапските држави, да го признаат Израел и со Израел да потпишат низот економски договори и да воспостават едни билатерални, едни широки економски односи со Израел. Повеќето, некои од државите веќе ги потпишаа, како Бахреин, некои веќе ги потпишаа, но некои очигледно не можат да преминат преку тоа, очигледно не можат да ги пишат, особено Саудијска Арабија, која што знаете водечка, особено на сунитскиот свет во муслиманите и држава, чие што население не би можело да го преглотне тоа спомение, таа спогодба така лесно. Затоа Саудијска Арабија, кралевите, монарсите таму тактизираат и покрај тоа што Бен Салман е малку реформаторски, во еден реформаторски курс, од кој што може да се очекува да ги потпише тие спогодби. Директно врз преговорите со Иран и Америка, директно врз преговорите, можеби не толку директно, но многу индиректно, влијае Израел и премиерот на Израел Бенјамин Нетањаху. Бенјамин Нетањаху во минатите денови имаше неколку интервјуа во кои што тој каже дека работата во Иран се уште не е довршена и тие мораат да довршат и мораат да го уништат тој ураниум. Се додека работата не ја довршат во Иран, нема можност и нема простор да се направат преговори и да се направи мировен план, мировен договор со Иран. Деновиве, вчера и денес гледаме и може да се прочита и во израелската весници, дека израелците спремаат и денес веќе се почнати акции во Јужен Либан повторно. Зошто во Јужен Либан? Затоа што таму е групата Хезбола. Хезбола е група која што пак е директно финансирана и еден директен сателит на шиитските здруженија од Иран, на шиитската држава од Иран, тоа е едно од основните барања на Иран, да Либан се остави на мира, да Либан не се бомбардира и доколку Либан се бомбардира и доколку има војни акции од страна на Израел, иранците нема да продолжат понатаму со мировни договори и очигледно ќе ги прекинат договорите за потпишување и за понатамошни мировни. Се сеќавате, минатиот пат кога
и американците и иранците објавија дека постигнале договор, постигнале напредок, за да потоа утредента Израел ги нападна либанците, кој што за иранците пак беше сигнал дека е прекршено примирието. Има информации исто така од преговорите дека иранската страна упатила и закани дека доколку се извршат напади врз Иран, таа е можно не само да не го отвори Ормузскиот проток, туку и да оде во понатамошно ескалирање преку нивните други сателитски групи во Јемен, Хусите или Хучите, и да го затвори протокот Баб-ел-Мандеб. Баб-ел-Мандеб е тој проток кој што е пред Суетскиот канал, во кој што минува еден голем дел од светската трговија. Ако тоа би било еден дополнителен удар и врз така во моментот засегнатата светска економија со затворениот Ормузски проток. Која е можната разврска во наредните денови? Очигледно имаме интерес и од американска и од иранска страна да завршат војните действија. Очигледно имаме интерес да се стави крај на војните действија и да се тргне во еден мировен процес. Според моја мисија, мислам дека во наредниот период ќе имаме приближување кон ставовите. Очигледно Иран ќе мора да најде решение за тој обогатен ураниум. Очигледно и американската страна ќе мора да ги одмрзне замрзнатите активи, средства на Иран, а исто така ќе мора да најдат и решение за затворениот Ормузски проток. Во моментот имаме и други предлози од иранска страна, што испливуваат во весниците, дека иранците предлагаат да ги ухинат таксите во моментот кој што се такса за поминување на протокот, но предлагаат да има такси за други кои што иранците и оманците ќе ги вршат, предлагаат да има екотакси и така натаму. Очигледно, Ормузскиот проток ќе се отвори, но можеби ќе биде малку поскап и ќе мора компаниите од заливот, од Персискиот залив и од целиот свет очигледно ќе мораат да плаќат некакви такси во иднина на иранските и оманските власти. За да се прекинат и војните действија, мораме да имаме и согласност очигледно од израелска страна. Израелската страна очигледно ќе мора да прифати некакви договори. Ако не ги прифати, очигледно ќе имаме понатамошни ескалации. Израелците во моментот, како што кажав, имаат војни действија во Јужен Либан, удираат таму. Имаме во минатите денови изјави и на Кац, и на министрот за финансии, и на другите министри кои што се заканија дека со секој дрон ќе уништат до минимум 10 куќи од либанска страна и дека ќе бидат немилосрдни во Јужен Либан, се додека Северен Израел не е од Северен Либан. Очигледно треба да очекуваме и во наредниот период разврски на Блискиот Исток, разврски по однос на иранското прашање, но сите светски сили, особено и Кина, особено и Америка, најмногу Европа се заинтересирани за отварање на Ормузскиот проток, бидејќи таму минува еден голем дел од светската трговија со нафта. Минува околу 20 до 25% сега за втечнениот газ, за LNG гасот кој што доаѓа од Персискиот залив, особено од Катар. Таму минува 10-15% од светската потребност во нафта и имаме една загриженост од целиот свет и една потреба на целиот свет за тој конфликт се реши и да дојде кон некое затварање на тој воен конфликт. За денес е доволно. Мислам дека тоа беа главните црти во глобала што се случува денес околу Иран и околу преговорите со Америка и војните денешни напади врз Иран. Уште еднаш поздрав, се најдобро и доколку сакате да бидеме заедно, да добивате овакви видеа, единствената можност е доколку се абонирате или направите subscribe на YouTube каналот. Поздрав и секој добро!